Денес ретко може да се сретне релаксирана личност, особено жена. Успешна да, продуктивна да, многу има такви. Но релаксирана, не сум многу сигурна дека сретнав многу такви. Во видеово ќе споделам точен процес како всушност да се саморегулираш, односно да соло процесираш, доколку немаш можност тоа да го направиш со некој друг. Секако на моите сесии ова го работиме подлабенски. На нашите Zoom средби, на нашите работилници постојано имаме вежби за растаретување и ослободување на тензија, напнатост, заборавени спомени, болки, рани. Едноставно, постојано го затвораме кругот. Бидејќи видете, набојот и тензијата не се наоѓа во мислите и во спомените. Набојот се наоѓа во телото. Голем дел од оваа енергија е заробена и едноставно прави постојана блокада. Центарот за емоции, кога сме ние постојано напнати, односно, акумулираните емоции во хипоталамусот и поврзаноста со хипофизата и надбобрежните железди е главната оска, која што е одговорна и која што страда поради натрупаност на огромен набој, стегнатост и тензија. Како резултат на ова, се лачат огромни количини на кортизол и адреналин, а што се случува кога имаме огромна количина или кога е покачен кортизолот? Што се случува прво? Имуниот систем прв страда. Значи, ова е начинот и ова е патеката како всушност нашите емоции директно влијаат на нашето здравје. Несреден нервен систем те старае пред време. Можеби не си пушач, но исто е како да пушиш по 5 кутии цигари дневно. Таа тензија, таа напнатост што ја чувствуваш во грбот, има огромни последици кои што воопшто не ги гледаш сега. Но кој е проблемот со лековите и со зависностите? Луѓето во отсуство на знаење се вртат најпрво кон лекарства, алкохол, храна или едноставно се дават во обврски или во премногу работа. Тоа што ти мислиш дека е амбиција и мислиш дека е твојот карактер, е всушност врата за бегство. Некаде каде што ја празниш твојата енергија, веќе не можеш да останеш сама и во тишина. Што е проблемот со лекарствата и зависностите? Проблемот е што тие делуваат и тоа многу брзо. Добиваш на огромна брзина, за многу кратко време, ќе се намали тензијата, но влегуваш во циклус. Проблемот не се решава. Едноставно само пиеш лекови, се смируваш превремено и напидум за повторно да започне циклус. Значи, ние немаме квалитетен живот, ние немаме разрешница, ние само се занимаваме да предеме мостот до следната војна. Значи, малку одмор до следната војна. Сите оние моменти кога ти рече добро сум, а градите ти гореа во војна и во огин, тој набој и таа тензија е некаде потисната, за да можеш само во тој болен момент да продолжиш напред. Таа тензија, таа болка и тоа доживување од минатото или од некои скорешни настани е ставено негде настрана, или јас често знам да кажам дека е ставено во подрум, и оттаму прави проблем. Ова што е ставено во подрум се јавува само преку тригер, бидејќи станува збор за заборавен, потиснат настан, потисната болка, нешто што си морала да го премостиш брзо и немало време да се процесира, бидејќи животот продолжува понатаму, се јавува исклучиво преку тригер.
Може да се случи да се наоѓаш на состанок, да е најнормална ситуацијата и само некој малку да го повиши тонот, кај тебе да се вклучи аларм, да се појави тригер, да се појави страшен набој. Значи, првиот индикатор дека имаш нерегулиран нервен систем е при мала, во реалноста неважна работа, ти експлодираш или доживуваш болка несразмерно на ситуацијата. Значи, кај тебе се јавува огромна болка, огромен тригер или огромна потреба да го историш гневот без некоја посебна причина во реалноста. Значи, имаме зачудени лица околу тебе, што точно се случува со тебе. Тоа е првиот индикатор дека нешто во тебе во позадина стои незатворено, а е многу силно и ти ја троши твојата реално животна енергија. Значи, моментот кога ќе почувствуваме набој во телото, набој на огромен страв, гнев, болка, тага. Фактички, поентата на самопроцесирање ние мора да излеземе со свесноста во форма на саморефлексија на себе си, за да бидеме како еден вид сведок сами на себе си што се случува во нашето тело. Тоа би значило следново: седење со емоцијата. Јас знам дека кога ќе дојде огромен набој на гнев или на страв или било какво чувство кај што има голема тензија во телото, дека човек не може тоа да го издржи ни 10 секунди, бидејќи сака од тоа да се ослободи. Затоа имаме, нели, случаеви кога некој се истура на касиерката, кога некој удира бокс на некој друг. Значи, тоа се тие без контрола ситуации, каде што ние не можеме да седиме со гневот, него или со стравот, или со било што, ние правиме било каков покрет за тоа, или потез за тоа да излезе од нас. Јас сега зборувам за процесирање на истото, бидејќи не се должни луѓето околу нас ние да крвариме по нив. Значи, повторувам уште еднаш. Не се должни луѓето околу нас да нашиот гнев го изфрламе врз нив, или страв, или тага. Особено не се должни децата да се сунгери или да трпат стресови од родителите, затоа што родителите немаат можност тоа да го направат на правилен начин. Секако знаете и сами дека децата тоа го гледаат кај родителите, па после го прават истиот програм. Значи, кога ќе заврши кај вас, завршува со вас, децата учат некои нови вештини и сами потоа со процесираат, кога вие ќе научите, веќе и следните генерации знаат. И да се вратиме сега на набојот. Значи, мора да излеземе да влеземе во точка на минимална неутралност према тоа што се случува во телото. Значи, на принцип на саморефлексија, што се случува во нас, да успееме од точка на наблюдувач, да наблюдуваме емоцијата и целата војна што се случува во нас и да останеме минимум 5 до 8 секунди со тоа чувство. Значи, чувството буквално некогаш може да е многу силно и да титри во нас како огромна енергија. Меѓутоа, самиот процес на самопроцесирање некогаш изгледа многу интензивно, некогаш е со среден интензитет, некогаш е минимално. Но како човек вежба, како самопроцесира, така ќе може и ова да го совлада. Кога почувствуваме огромен татнеш во нас, особено од гнев, убаво би било додека самопроцесираме едната рака да е на срцето, а другата рака да е на стомакот. Ова обезбедува дека ние знаеме што се случува, дека ние сме присутни сами за себе, за да може сето ова да го самопроцесираме. Тоа значи дека минимум 10 на секунди, додека набојот е многу силен, да може да останеме со нас, со нашето тело, и да сватиме всушност дека нашето тело памти некоја мината болка и дека ние сме присутни и се грижиме за себе.
Тоа е сигнал на нашиот нервен систем дека конечно ние се вртиме кон себе. Дека конечно ние се ставаме важни самите на себе. Бидејќи видете, ние мора да се грижиме самите за себе, бидејќи не можеме да чекаме да дојде некој друг и некој друг да го среди нашиот живот, нашиот нервен систем, нашите проблеми за нас, бидејќи тоа е наша одговорност како возрастни лица со свест и совест за себе. Процес број 2. Форма на соло процесирање, но со сведок. Можете да замолите ресурсна личност. Кога ќе кажам ресурсна личност, значи личност во која што имате огромна доверба. Тоа е всушност момент кога бараме сведок за нашата болка, некој само да е присутен со нас. Тоа е момент кога ние сме доживеале болка, во телото болката е незатворена, стравот е незатворен, гневот е незатворен од некој минат силен емоционален шок. Едноставно повикуваме ресурсна личност само да седи со нас и да биде сведок, да ја послуша да се излее таа болка, за да може кругот да се затвори. Тоа е уствари онаа потреба која што ние сме ја имале во моментот кога тоа ни било најпотребно, кога сме биле оставени сами со сопствената болка, со сопствената мака, не сме знаеле, не сме имале вештини како тоа да се isprocesира. Едноставно не сме имале алатки, ниту ресурси, можеби сме биле и помлади, можеби сме биле и деца, ова се настани од детство, од тинеџерски, од млади години, кои што останале емоционални шокови, кои што останале незатворени. Некои од емоционалните шокови всушност се и заборавени. Често кога работам со моите клиенти, испливуваат на површина на вистина настани, кои што едноставно тотално се заборавени, како да се закопани некаде длабоко. Ова ослободување на огромна количина на енергија е како повторно човек да продишува, како повторно да чувствува слобода во својата внатрешност и секако ќе настане промена во душите на луѓето. Автоматски таа промена носи сосема нови доживувања, бидејќи во овој дел од универзумот владее законот на привлечност, така да ние како се чувствуваме, така и ќе привлечеме нови и подобри настани. Мислам дека сега е појасно зошто е од круцијална важност да се средат нашите мисли, да се среди нашиот вибрационен систем, односно емотивен систем, нервен систем, бидејќи тој директно привлекува добри настани. Тоа што ние го велиме случајности, тоа е фактички нашите добри мисли поврзани со нашата смиреност и стабилност привлекуваат просперитет и здравје. Тоа е главната причина зошто ние толку многу потенцираме и јас толку многу потенцирам на регулација на нервниот систем. Секако без лекови, без зависности, него едноставно само со работа на себе. Ние навлегуваме во ера каде што ќе ни бидат потребни сосема нови вештини. Едноставно вештачката интелигенција ги олеснува сите технолошки процеси. И ние нормално ќе треба да работиме на нашиот мајндсет. Значи на создавање на нови вештини, спојување со новите процеси кои што се случуваат, секако работа на себе, нови иновативни процеси, а за да дојде такво нешто, ние мораме да се ослободиме од старите работи кои што не ни носат некаков бенефит. Следниот процес е, откако знаеш дека треба да ги процесираш твоите емоции, немој да навлекуваш нов долг, нов емоционален долг. Значи, на постојаната тензија не навлекувај нови долгови, нови емоционални задолжувања, бидејќи тоа само се билда нагоре и нагоре и ќе биде потешко
за процесирање. Сега кога веќе знаеш, првиот момент кога ќе почувствуваш нешто во телото, обиди се да го соло процесираш. Јас често ги учам моите клиенти. Значи, во моментот кога ќе почувствуваат силна тензија, значи мора да се сврти фокус и сензибилитет кон собственото јас, не да бидеме само кон надвор, него кон собственото тело. Веднаш да ја стават раката на своето срце и да кажат да, иако чувствувам страв, иако чувствувам гнев, иако јас сега ова нема да го потиснувам, него ќе го дозволам тоа да татне во мене, без да излезе, без да се истори, без да страдаат некои други, но од точка на само сочувствителност. Ова е многу важно. Мора да биде од страна како наблюдувач на своето тело, дека знаеш што се случува во твоето тело, но тоа да го дозволиш да не се истура надвор или да не го носиш толку на терет, да го вовлекуваш во терет, па да се повлекуваш во тага и во изолација. Овие процеси, како што ги работиш, ќе добиеш на пракса и ќе бидат многу полесни доколку се започне стартно соло процесирање. Секако битни се и други процеси, паралелно да се одвиваат, да не биде само ние соло процесираме и ништо друго не работиме на себе. Значи, секако, без разлика на која и возраст да си, мора да има визија, мора да има цели, мора да има твојот животен дизајн, значи, едноставно прекин да се обвинуваат другите, да се обвинува светот, дека другите се виновни, дека треба некој да дојде. Значи, имате се, буквално, имаш се на мојата веб страница бесплатно. Има неколку часовни видеа, на мојот YouTube канал можеш да користиш многу видеа кои што ќе ти помогнат во комфорот на твојот дом да седнеш и да почнеш од некаде да работиш на себе. Бидејќи е јасно, сосема јасно, дека лекови не се користат со години. Апчиња служат само да се премости тешка ситуација, па потоа да започнеш да работиш на себе. Сите овие процеси всушност му даваат јасен сигнал на твојот нервен систем и на твоето тело дека е дозволено да чувствува емоции. Ова е особено важно кај мажите, бидејќи тие не си дозволуваат тоа да го процесираат. Затоа често завршуваат во насилство, во гнев или во затварање на болка со алкохол, некои други зависности и така натаму. Значи, самото навлегување во процес на саморегулација на твојот нервен систем му дава силен сигнал на твоето тело и на твојата свест дека ти се грижиш за себе си и дека ти можеш и е дозволено да чувствуваш емоции. Бидејќи кога многу пати ќе се вежба овој процес на саморегулација, самото тело ќе се ослободи од тензија и нема набојот да биде во интензитет 10, него сите емоции ќе одат до 2, до 3, до 4. Тоа не значи дека со многу процеси ти нема да чувствуваш нешто, него нема да има такви спајкови, значи нема да има големи осцилации каде што ти наеднаш ќе експлодираш, каде што ти наеднаш ќе влезеш во тага, каде што ти наеднаш ќе почувствуваш страв и така натаму. Или немоќ. Буквално целиот диапазон на различни емоции. Се надевам дека сите овие процеси ќе ти помогнат за твоја благосостојба, добро здравје и се она што носи просперитет и убавина во нашиот живот. Јас ќе продолжам и понатаму да работам и да снимам вакви видеа со различни вежби кои што ќе допринесат за благосостојбата на сите луѓе. Се гледаме во следното видео.